Зборуваме за македонските вина, ќе зборуваме за македонските списанија и за активностите кои што ги има Францускиот културен центар. Токму на оваа тема гости во нашето студио. Ќе започнеме еве од мене е господинот Бранко Чобанов, аташе за култура и помошник на директора. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро утро. Понатаму тука е гостинот од Франција Себастиен Лепак, кој што е писател. Добро утро и до вас. Бонжур. Бонжур. И се разбира директорот на Францускиот културен центар и институт Емануел Римберт. Добро утро и до вас. Добро утро. Ке започнеме можеби со поводот за кој што ве поканивме, меѓутоа најдобро ќе биде тоа да ни го каже директорот на Францускиот институт. Зошто е во Македонија господинот Себастиен Лепак? Nous allons bien sûr commencer par la raison pour laquelle il y a eu cette invitation en studio, donc c'est une question pour vous. Donc pourquoi monsieur Lapac est en Macédoine? Parce que nous avons décidé à l'Institut français d'avoir une séquence sur le thème du vin. Nous sommes en pleine vinification en France. Nous avons invité il y a une semaine un viticulteur qui expliquait le travail de la vigne bio, c'est-à-dire la fabrication d'un vin nature. Et l'autre séquence, c'est avec notre ami Sébastien Lapac, qui est écrivain, qui est journaliste et spécialiste du vin, et il est venu se renseigner sur le vin macédonien, et je l'ai convaincu et il dira ce qu'il en pense. Voilà. Да, ние одлучивме значи во Францускиот институт да имаме цела една секвенца посветена на виното, од кои причини бидејќи во овој период се разбира период во кој што имаме винификација, односно претварање на грозето нели во вино. Во тој контекст ние пред една недела ние имавме еден познат лозар и стручњак кој што дојде од Франција, гостуваше и одржа предавање во кој што тој ни објасни како се произведуваат биовина, како може да се произведуваат органски вина, а еве една недела потоа ние го поканивме господинот Себастиен Лапак, кој што е новинар, кој што е писател, но кој што е исто така голем љубител на вината. Јас некако успеав да го убедам тој да дојде во Македонија и тој е тука и ќе може со нас се разбира да ги сподели сите своји искуства што ги имаше при посетата на македонските визби, односно тој е тука да на некој начин ги запознае македонските вина. Ете така. Би сакал ако да ни каже господинот Лепак што се до сега посетивте и нешто повеќе околу споредбата на македонското вино со француското. Monsieur Lapac, je voudrais que vous nous disiez un peu quelles sont les caves que vous avez pu visiter et quelle est la comparaison que vous pourriez faire entre les vins macédoniens et les vins français? Hier, nous avons fait un beau voyage en traversant le pays du nord au sud. Ние вчера направивме едно прекрасно патување, минувајќи низ целата земја, одејќи од север кон југ. En partant de Skopje, nous sommes arrêtés au cave Kamnik, ensuite au cave Lozar, ensuite au cave Stobi et ensuite au cave de Popova-Kula. Donc c'était 4 exemples différents avec les paysages du pays qui changeaient et même la vigne qui avait des organizations différentes. Да, ние вчера направивме едно навистина прекрасно патување. Започнавме со визбата, односно Шатол Камник, која што се наоѓа во Скопје. Понатаму ја посетивме визбата Лозар, која што се наоѓа во Велес. Исто така бевме после тоа во Стоби, во визбата на Стоби, и на крај завршивме со визбата на Попова Кула. Тоа беше навистина едно прекрасно патување низ 4 визби кои што имаат се разбира различен пристап кон работата, но тука се разбира и лозовите насади кои што се исто така различно организирани, така да имаше еден убав разглед. Да, нешто повеќе околу онаа споредба може ли да направиме помеѓу македонското и француското вино? Alors peut-on faire une comparaison entre les vins français et les vins macédoniens? Est-ce que Oui, bien sûr, parce que pour moi il y a deux traditions de la viticulture dans le monde. La tradition méditerranéenne et la tradition anglo-saxonne. Да, може. За мене во светот на лозарството, на одгледувањето на лозјата и нели изработката на вина, постојат две традиции. Едната е медитеранска, а другата е англосаксонската традиција. Et donc la viticulture macédonienne et la viticulture française sont cousines, avec une même grand-mère de la viticulture romaine et une même arrière-grand-mère de la viticulture grecque.
Сметам дека македонското и француското лозарство се на некој начин се во сродство, се од исто семејство, имаат една баба на некој начин, тоа е римскиот начин на одгледување на лозјата, и една прабаба, тоа е грчкиот начин на одгледување на лозјата. Et donc avec ce cousinage, il y a beaucoup de choses en commun. J'étais heureux à la cave Stoby de rencontrer un œnologue et chef de cave qui avait fait ses études à la fois en Dône, à la fois en Bourgogne et dans le Bordelais, et qui parle très très bien français, et donc avec lequel nous avons pu discuter comme en famille. Благодарение на тоа сродство можам да заклучам дека имаме многу работи кои што се заеднички. Така, например, во винаријата Стоби, односно во визбата на Стоби, бев на вистина среќен. Имав прилика да се сретнам со енологот Андон, кој што студирал во Франција, односно бил студирал во Бургоња, а потоа во регионот на Бордо, а сега е во винаријата на Стоби, така да благодарение на тоа сродство имаме многу заеднички работи. Така. Пред да почнете да патувате низ Македонија по овие винарски визби, на 1 ноември на Францускиот културен центар се одржа еден интересен настан. Исто така беше вклучен и господинот Лепак. Може ли малку повеќе господинот да ни каже, Емануел, околу таа? Donc, avant de faire ce voyage à travers les caves macédoniennes, le jeudi 1er novembre, il y a eu un événement très intéressant à l'Institut français. Est-ce que M. Rimbert pourrait nous dire quelques mots sur la conférence de M. Lapac à l'Institut? Oui, alors pour décrire cette conférence, il suffit d'en donner le titre. C'était la littérature, le vin et les copains. Ако сакаме да го опишеме тоа предавање што се одржа во Францускиот институт, сметам дека е доволно да се каже само насловот на предавањето «Вино, пријатели и книжевност». Et je vois que c'était une thématique très bien choisie, puisque, comment dire, ce soir-là, l'Institut était plein comme un œuf, donc ce sont des sujets qui plaisent, et d'ailleurs si j'ai invité Sébastien Lapac, c'est parce que c'est un amoureux de la littérature, c'est un amoureux du vin, et c'est un très bon compagnon de voyage. Да, во секој случај сметам дека темата беше одлично одбрана, затоа што таа вечер во Францускиот институт беше навистина преполно, значи тоа е тема која што е навистина допадлива за публиката која што дојде во голем број, а фактот, јас се разбира сосема со причина и го поканив господинот Лапак да дојде во Македонија, бидејќи тој е голем љубител на литературата, на книжевноста, голем љубител на виното и се разбира одличен сопатник при овие откривања и патувања. Сега, оно што може би македонската јавност не знае, дека господинот Лепак во суштина напишува за 3 познати македонски списанија. На што се однесуваат тие теми и кои се тие? Je pense qu'il y a une petite confusion. Donc, ce que le public macédonien ne sait pas, c'est que vous écrivez des chroniques pour 3 revues macédoniennes. Oui, c'est vrai, j'ai ce petit vice de l'écriture, mais plutôt que l'écriture, je préfère dire que je tricote. Je suis quelqu'un qui se couche très tôt, qui se lève très tôt. On me voit très peu dans les soirées à Skopje, et entre 4h30 du matin et 7h, je fais mon petit tricot. Et c'est vrai, je tiens 3 chroniques, une dans Business Economy, une dans Cosmo et une dans Portrait. Et ce sont des chroniques très libres. J'y parle de littérature, de Macédoine, de musique. J'y parle beaucoup des goûts et des plaisirs de la bouche que l'on trouve ici. L'Aïvar, il y a aussi on fait un très bon miel ici. Et bientôt, bien sûr, j'aurai quelques chroniques sur le vin. Да, во секој случај јас имам така еден голем недостаток, многу сакам да пишам, односно не би рекол дека пишам, туку на некој начин плетам, се разбира, тоа е игра на зборови. Јас многу малку луѓето може да ме видат, нели, на оние вечери или приеми што се организираат во вечерните часови, поради тоа што сум некој што си легнува рано, исто така станувам рано и благодарение на тоа рано станување во периодот од 4 до 7 часот наутро, јас многу сакам да пишам и пишам 3 хроники, односно пишам хроники за 3 македонски списанија, а тоа се списанијата Космо, списанијата Портрет и Економија и Бизнес.
Сега, моето пишување е многу слободно, значи, сакам да пишувам за се и се што, пишувам, не знам, за музика, за се она што се случува во животот. Се надевам дека наскоро исто така многу сакам да пишувам за сите оние гастрономски задоволства. Пишувам, значи, и за Македонија, сите оние гастрономски задоволства што може да се сретнат тука. Така, може да најдете моја хроника каде што пишувам за ајвар и за разни други убави работи и специјалитети, а се надам дека исто така наскоро пишувам исто така и за медот, многу го сакам македонскиот мед, односно различните видови на медови, и се надам дека наскоро исто така ќе пишам хроники и за вината. Одлично. Ги гледаат веќе гледачите оние фотографии кои што ни ги донесовте од посетата на македонските визби. Сосема за на крај од разговорот би ве прашал што следува или кои се следни активности во Францускиот културен центар еве за ноември и за декември до крајот на година. Juste à la fin, quelles sont les activités suivantes que l'Institut français organise au mois de novembre et décembre? Nous avons une quantité d'activités. Je vais en citer deux activités phares. Le 16 novembre, nous organisons un grand colloque avec des historiens de toute la région des Balkans. Un colloque qui sera fait en français avec des historiens francophones dont le thème est la mémoire et son écriture. Écrire l'histoire, ce sera le 16 novembre. Значи, ние, Францускиот институт организира, се разбира, бројни активности, но во оваа прилика јас ќе кажам две големи активности кои што ги организираме. На 16 ноември организираме еден голем семинар на тема историја, семинар на кој што учество ќе земат историчари од целиот Балкан, и тоа франкофонски историчари. Семинарот ќе биде, значи, на француски јазик, се разбира и со превод, и ќе се говори на тема од сеќавањето, од меморијата, значи, до незиното запишување. Et le deuxième grand événement, avec un vernissage qui aura lieu le 6 décembre, c'est en coopération avec la Galerie nationale et plus spécialement la Mala Stanica. Et j'en profite pour remercier sa directrice, Dita Starova, qui est une parfaite francophone, qui est très dynamique. Ce sera une exposition consacrée au grand et premier photographe français qui s'appelle Nadar, qui a traversé le 19e siècle et qui a pris en photo les plus grands artistes français, Baudelaire, Théophile Gautier, Victor Hugo, etc. А потоа исто така имаме еден голем настан што ќе се одржи на 6 декември, тој е настан кој што е во соработка со Националната галерија. Отварањето ќе биде во културниот центар Мала Станица. Би искористил, се разбира, оваа прилика многу силно да ја заблагодарам на директорката на оваа институција, господјата Дита Старова, која што е една совршена франкофонка и која што е вака раководител со голема динамика, многу динамична. Значи, ние на 6 декември ќе отвориме изложба на фотографии на еден од најголемите француски фотографии од 19-тиот век. Тој е фотографот Надар, тој го помина целиот 19 век, сликајќи ги, фотографирајќи ги најголемите уметници, творци од тоа време, така да во таа изложба ќе можете да најдете фотографии од Виктор Иго, од Теофил Готие, од Бодлер, и ве покануваме. Одлично. Мене ми беше чест и задоволство што бевте наши гости ово утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Македонија наутро. Ви посакувам многу успех понатаму во се што работите. Merci beaucoup d'avoir été les invités et Благодарам. Ви благодарам и на вас.